Откако се договори со Рено за балансирање на влијанието во алијансата, Нисан ги зголеми своите планови за периодот до крајот на деценијава. Така, место претходно најавените 23 нови електрифицирани модели ќе бидат представени 27, од кои 19 ќе бидат со нулти емисии. Новите стратешки цели се одговор на промените во потребите на купувачите. Се проценува дека до 2030 година 55% од нив на глобално ниво ќе се одлучат за електричен автомобил, но коригирањето на целите не е исто на сите пазари. Во Америка тие останаа исти, за Европа и Јапонија амбициите се зголемија, а за Кина пак се намалија. Поголем дел од идните електрични модели, барем оние планирани за представувањето во наредните неколку години, ќе имаат платформата од Арија. Се зборува дека од следната генерација и Лив ќе стане кросовер, а наследникот на Микра ќе биде блиску поврзан со новиот Рено 5. За понатамошната иднина најавен е нов пристап кон електричните технологии. Според него, погонските склопови ќе имаат модуларна конструкција, што ќе ги направи полесни, поефикасни и за 30% поевтини за развој. Ваквите решенија ќе овозможат и заедничко производство на различни системи на една иста линија. Ќе бидат намалени и бучавата и вибрациите, а новоразвиените електромотори ќе користат помалку од скапите ретки метали и суровини.